Државната изборна комисија на денешната седница го усвои предлог Кодексот за наблюдување на референдумот. Како што беше речено, Кодексот става акцент на акредитираните наблюдувачи. Тие треба да го познаваат законот, да се придржуваат кон неговите одредби, да се непристрасни и секогаш со себе да го носат беџот за идентификација. Кодексот предвидува и ограничување на акредитираните наблюдувачи. Тие не смеат да влијаат при гласањето и пребројувањето на гласовите, ниту да носат какви било партиски символи. Како што информира председателот на ДИК Оливер Дирковски, се уште трае рокот за издавање акредитации за наблюдувачи на референдумот. Државната изборна комисија на седницата го усвои предлогот на Борис Кондарко да се донесе комплетно нов правилник за приговори што ќе важи само за референдумот. Правилникот за изборниот процес нема да се менува. Последниот извештај доставен до ДИК покажува дека заклучно до денеска за референдумот со дипломатско-консуларните представништва на Македонија се пријавени вкупно 2855 гласачи, од кои прифатени се 2755. МВР ќе им издаде лични карти на вкупно 260 лица кои издржуваат казна затвор за да може да го остварат своето право на глас. На седницата на ДИК беше наведено дека гласањето за диаспората ќе чини околу 1/3 од гласањето минатиот пат, кога било 35 милиони денари.